Најголем дел од жртвите во сообраќајните несреќи настрадале поради неприлагодена брзина на движење. Ова го покажуваат статистиките на секторот за внатрешни работи. Одделението за превенција започна со едукации, со кои има за цел да се подигне свеста кај возачите за важноста на почитувањето на сообраќајните правила. Постојан пораст на овие сообраќајни незгоди, значи денеска започнуваме со оваа кампања со оглед на фактот дека во сообраќајните незгоди најголемата вина, односно најголемата причина кај што имаме тешки последици е брзината, односно причекарување на брзината од страна на возачите. Од денеска значи почињаме со оваа кампања. Планирано е во наредниот период да спроведеме повеќе превентивни акции, да разработиме работилници со прекршители во сообраќајот. На синоќешната советодавна група на граѓани присуствува и представниците на автошколите. Од одделот за превенција при СВР Велес велат дека е мошне важно да се влијае кај младите возачи уште во почетоците. Казните, велат, треба да бидат последната мерка која ќе се примени за да се свати значењето на контролираната брзина. Казната е една од мерките која што влијае на превентивниот дел во сообраќајните незгоди, меѓутоа зборувам за превентивна кампања каде што превентивните мерки и активности ќе бидат приоритетни. Меѓу другото, значи имаме миризливи фрешеви и други рекламни материјали, флаери каде што на сите прекршители ќе им бидат делени на патиштата во Македонија. Мислам подрачјето на Велес. Вклучени се сообраќајните патроли, полициската станица безбедност на патниот сообраќај. Сакам да напомнам дека оваа кампања ја спроведуваме на територијата на СВР Велес, значи опфатени се општините Велес, Кавадарци и Неготино. И ова, како и сите останати средби со целни групи, е дел од проектот Полицијата поблиску до граѓаните, финансиран од страна на ОПСЕ, а со цел превентивно да се влијае на намалувањето на најчестите прекршоци. Советниците од СДСМ и опозицијската коалиција во Советот работат популистички, несериозно и неконструктивно. Вака е оценија нивната работа на последната 12-та седница советниците од владаачкото мнозинство. На седницата на која се носеа сите општински програми за идната 2014 година, опозицијата поднесе голем број на амандмани за предлог програмите, со што дискусиите на 12-та седница траја до раните утрински часови. На вчерашната седница советниците на Социјалдемократскиот сојуз поднесоа амандмани на предлогот на програмата за уредување на градежно земјиште за 2014 година, за кои кажаа дека се безпредметни, а дека се побарање на граѓаните. Меѓутоа, како што и самите изјавија, однапред знаат дека нема да бидат прифатени, дека се безпредметни. Дали ова значи дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија свесно ги залажува граѓаните дека одредена улица, водоводна линија или подпорен зид ќе им бидат реконструирани, а при тоа знае дека истото е безпредметно. Односно, како што самите изјавија, било кој еден амандман да биде прифатен, сите другите остануваат безпредметни. За ова од ВМРО ДПМН запрашаа каде е конструктивноста кај опозицијските советници кон барањето на граѓаните и застапувањето на нивните интереси. Тие, несериозноста на политичките опоненти ја гледаат и во нивното отсуство од седницата кога се разгледуваа насред програмите. На вчерашната седница на Советот на општина Велес, советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата ја донесоа програмата за уредување на градечно земјиште во изност од 168 милиони денари, која е развојна, реално испланирана и вклучува реализација на капитални проекти за општина Велес. Според Саздов, концентрацијата и ефективноста на советниците било на високо ниво и покрај должината на седницата. Таа имаше закажан почеток вчера на пладне, а заврши утрово околу 5 часот и 30 минути. Втора година поред во спортската сала Гемиџи ќе се одржи турнир по кикбокс и ММА борби. Јавното предпријатие Парк Спорт и годинава на домаќинот клубот Будо му дава логистичка поддршка и очекува голема посетеност како и минатата година, со најава за уште поквалитетни борби. 2012 година за прв пат се одржа овој турнир, помина и над нашите очекувања, значи имавме огромна посетеност во спортската сала Гемиџи, имавме квалитетни борби, добра манифестација. Она што можеме да го најавиме оваа година дека имаме поквалитетни борби.
Одборечкиот клуб Будо најавуваат вкупно 9 борби, од кои 6 профи, и тоа 3 во кикбокс и 3 во ММА, како и 3 аматерски борби во кикбокс кои ќе бидат вовед за професионалните. На овие борби се очекува голема застапеност и на велешките борачи, но и гости од повеќе македонски градови. Сите 6 професионални и 3 аматерски ќе бидат четворица учесници од Велес, значи четворица учесници од кикбокс клубот Будо од Велес, од кои еден учесник ќе биде во делот на аматерските борби и тројца во професионалните, од кои еден ќе биде во дисциплината кик-лоу кик, а другите двајца во ММА. Стефановски очекува победа во сите борби каде ќе учествуваат велешени од клубот Будо. Нив годинава им се приклучи и млад борач со потекло од Велес, кој е повратник од Америка, каде има и меѓународно боречко искуство. Има тренирано од 8 години кога подел во Америка. Цел живот има тренирано на Бразилијан џиу-џитсу и ММА. Има една борба во ММА, победи прво раундер. После има на џиу-џитсу многу борби, можеш на интернет да ме видиш, naga.com. Има на Аби Даби компетишн победено. Турнирот е закажан за на 23 ноември во спортската сала Гимиџи со почеток во 20 часот. Влезници по цена од 50 динари ќе се продаваат на самата билетара на салата, а средствата собрани од нив ќе се употребат за хуманитарни цели. Организаторите најавуваат конкретно идната недела да го соопштат и целосниот список на учесници, како и наградниот фонд за победниците. Синоќа во ресторанот Розе Сала традиционално се одржа манифестацијата Етновешта жена. Голем број жени има можност да ги погледнат специјалитетите, подготвени од учесничките на оваа манифестација. Масата блескаше од специјалитети благи и солени, кои беа подготвени во етно стил. За манифестацијата Етновешта жена, јас како учесник подготвив 2 торти и мафини. Тортите, едната е декорирана во стилот на народна шара, за да асоцира на етното, а другата е декорирана исто со фондан во помодерен стил, меѓутоа и тоа се совпаѓа во етно стилот. Мафините се направени така поразиграни, дечки. Денеска приготвив куглов благ, куглов солен, соленки 2 врсти и најново што е тоа албански татли. Коза сефте, сега ги пробав, ми ги каже мислам албанка жена и ги пробав тие и ги направив. Етновешта жена е манифестација која има за цел да го пренесува традиционалното од колено на колено и да не се забораваат специјалитетите од минатото. Младите жени кои присуствуваа на Етновешта жена има одлична можност да погледнат што во годините наназад подготвувале нивните баби, а кои вештите раце на десетина учеснички го пренеле. 10 учеснички имаме на оваа манифестација кои што подготвија прекрасни производи и навистина им благодариме за тоа што они хуманитарно го направија. Потоа ќе бидат сите овие производи поделени на сите жени присутни во салава да ги и така ќе биде едно убаво дружење на жените од нашиот град. И оваа година Етновешта жена има хуманитарен карактер. Средствата кои ќе бидат собрани од продажбата на вкусните јадења ќе бидат наменети за хендикепираните лица по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Значи тука веќе во близина е 3 декември, денот на хендикепираните. Но по мене мислам дека не треба да се сеќаваме само еднаш во годината. Ние како Вешта жена се трудиме, макар ако не повеќе на 2-3 месеца да направиме средби, меѓутоа во една друга конотација. Значи ние да се дружиме со нив, да ги социализираме, затоа што за нив не им недостасува храната, за нив не им недостасува љубовта во еден нормален секојдневен живот, затоа што тие сепак живеат во еден друг свет. На оваа манифестација ширум земјава може да се забележат и рецепти од различни традиции. Организаторите велат дека покрај пренесувањето на традицијата, Етновешта жени има за цел и да ги представи вкусните рецепти на различните етникуми во Република Македонија.
Од денеска законска обврска за сите возачи во своите моторни возила и работните машини да поседуваат зимска опрема. Оваа обврска започнува денеска без оглед на временските услови, а ќе трае се до 15 март. Од Автомотосојузот ги предупредуваат возачите да возат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои се изведуваат работи на пат и да се придржуваат кон опатствата од новопоставената вертикална сигнализација. Предупредуваат внимателно да се вози на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Кадланово Велес, Маврово Дебар Струга, Демрикапије Удово, Кочани Делчево и Берево Виница, каде е можна почеста појава на одрони. Доколку возачите во своите возила не носат зимска опрема и не го почитуваат законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, ќе следува казна од висина од 15 евра во денеска противредност.